Ekipa RTS Zvuka krenula je na još jedno putovanje po Zapadnom Balkanu. Svako mesto koje smo posetili do sada otkrilo nam je svoje prirodne lepote, a sigurni smo tako će biti i sada u još jednoj avanturi koju smo nazvali Razglednice sa Zapadnog Balkana. Upoznali smo ljude koji su nam predstavili tradiciju, kulturu i znamenitosti svog kraja. U ovoj epizodi posetili smo Kumanovo, Skoplje i Ohrid. Baš u vreme Uskrsa, prva stanica našeg puta je Staro na Goričane, gde se nalazi manastir Svetog Đorđa. Istorija ovog hrama je slojevita i svedoči o kontinuitetu vere. Predanje nas vodi nazad kroz istoriju do 11. veka u vreme vizantijskog cara Romana IV. Diogena, kazuje protojerej Stavrofor Antonij Petruševski. Постојат основани историски претпоставки дека тој цар го изградил правичниот манастир околу 1070 година како израз на почит кон пустиножителот Свети Прохор Пчински, кој се подвизувал во пештерата што се наоѓа непосредно до манастирот. Иако од тој период се зачувани само делови до одредена висина над зидовите, тие представуваат темел врз кој во 1313 година кралот Стефан Урош II Милутин ја возобновил оваа велелепна градба. Црквата била зографисана до 1318 година. Фреските се ремек дело на познатите зографи од Солун Михаил и Евтихи, истите мајстори кои ги живописале Света Богородица Перивлепта во Охрид и Свети Никита во Скопска Црнагора. Една специфика на овој фрескопис во овој манастир е тоа што иконите на Свети Георги и Пресвета Богородица не се насликани на дрво, туку се изработени директно на мермерниот иконостас. Исто така е невообичаена и позицијата на овие икони. Иконата на Богородица е на десната страна, каде што обично стои иконата на Христос, а иконата на Свети Георги е на местото каде што вообичаено стои иконата на Богородица. Овој манастир, значи, е место за молитвена средба со Бога и со светителите. Светлината Христова која ги просветува сите, не повикува овде во Старо на Горичане да се собираме во единството на црквата и да ја сведочиме верата што не одржала низ вековите. Добродојдени сте во овој дом Божји и дом на Свети Великомаченик Георги да ја споделиме радоста на Христовото воскресение и благодатта на молитвата. Sa blagoslovom oca Antonija nastavili smo put Kumanova. Po dolasku u Kumanovo upoznali smo novinara Marijana Stoševskog. Predstavio nam je važnu istorijsku građevinu za ovaj grad, Sokolanu. Sokolana je започната да се гради далечната 1923 година. Таа е градена во повеќе етапи, односно во повеќе фази, и е комплетно завршена 1930 година, а свечено отварање или свечено пуштање на Соколана се случило на 7 септември 1931 година. Главен проектант, односно главен инженер на целокупниот објект Соколана е чуениот српски архитект Момир Коруновиќ. Она што е интересно да се каже, самиот свечен чин на пуштањето на Соколана 1931 година е бил празник за градот. Овдека било некаде околу 5 до 6 хиljadi луѓе од сите краеви на кралството на Југославија. Од Македонија имало соколски друштва, од Србија, од Хрватска, од Словенија. После пуштањето на Соколана, прв настан кој е одбележан овдека во објектот е одржувањето на убавица на градот Куманово. Тоа се случило крајот на 1931 година. Потоа следуваат многу настани, формирање на соколски друштва, тука имало гимнастика и други спортови, а она што дало посебен печат на Соколана се тие незаборавни зимски кошаркарски турнири. Од 1947 година започнале турнирите и траеле до 1977 година, а во периодот од 60-тите години
Тоа ќе видите преку овие видео снимки. Доаѓале овдека многу познати екипи од Македонија. Од Србија доаѓале Црвена звезда, Партизан, Раднички, Бора Чачак во машка и во женска конкуренција. Она што е посебно интересно дека во Соколана се склопиле многу бракови, односно многу љубовни врски, придонеле да има брачни заедници ден денеска. Имам напишана монографија за Соколана, издадена пред околу 5 години. Таа монографија се зове 90 години Соколана, каде што во монографијата се опишани сите детали од почетокот на изградбата до ден денеска и се спомнати многу генерации на учесници од Куманово, Македонија, Србија, Хрватска и сите краеви на поранешна Југославија. Šetajući gradom pažnju nam je privukao Nacionalni muzej. Muzejska zgrada predstavlja tipičan primjer stare makedonske gradske arhitekture, istakla je Meri Nikolik, kustos muzeja. Изградена е во 1926-27 година од страна на еден богат индустријалец од Лесковац, Живко Стоилковиќ. Во 1997 година во дворот на музеот е отворен лапидариум на антички споменици, онаа каде што се сега наоѓаме. Внатре во музеот имаме изложено предмети во 3 оделенија: археолошко оделение, историско оделение и етнолошко оделение. Археологијата е поделена на повеќе периоди: праисторија, антика и среден век. Археолошката поставка е поделена на повеќе периоди, тоа за жал палеолит немаме на територија на Куманово, туку започнуваме од неолит. Имаме жртвеници кои му принесувале жртва на покојникот. Имаме утилитарни предмети кои им служеле за секојдневна употреба на луѓето. Веќе во римскиот период почнува и златото да се појавува на територија на Кумановскиот регион во вид на златни диадеми, појаси, накит и слично, а почнува и да се употребува и стаклото во вид на стаклени садови наречени лакримариуми, кои служеле најверојатно во римскиот период за собирање на солзи, бидејќи лакрима на латински значи солза. Историското оделение е поделено на повеќе периоди и тоа периодот од 5 века турско робство. Од исклучива важност за нас е металната каса увезена од Марсеј од Франција, која датира од 1920 година и тука биле собирани и првите ливчиња за општинските избори кои биле одржани на територија на Куманово. Од периодот на Втората светска војна ги имаме партизаните од Козјачкиот и Карадачкиот одред и во оригинал сочувано знамето на Третата македонска ударна бригада. Posle muzeja zaputili smo se ka lokalitetu Kokino. O ovom arheološkom nalazištu govori Miroslav Petrovski, viši kustos u Nacionalnom muzeju u Kumanovu. 2005 година НАСА прави одредена листа на стари обсерватории, каде меѓу 15 такви обсерватории на таа листа, Кокино го сврстуваат после, Абу Симбел во Египет, Анхор Ват во Камбоџа и Стоунхендж во Англија. Кокино доаѓа го поставуваат на 4-та позиција. Првично, на самата карпа, иако е вулкански нек, таа и природно пука по хоризонтална вертикала, но сепак се констатирани, изработени маркери, каде луѓето уште во тој период, а станува збор за бронзеното време, некаде првата употреба на Кокино е околу 20-тиот век пред нашата ера. Околу 1900-та. За која цел? За да ги посматрат небесните појави, има изработено 2 астрономски позиции. Едната е на западната страна, едната е на северната страна. Од онаа што е на западната страна, биле наблюдувани Сонцето и Месечината. Имаме маркер за летна долгоденица, потоа маркер за пролетна и јесенска рамна дневница и за маркер за зимска краткодневница. Најинтересно е што кога се Сонцето излегува на источниот хоризонт, му треба малку време да влезе во маркерот и потоа низ вештачка траншеја се движи и
удира на западната страна имаме една платформа каде има исклесани камени седишта. Сонцето се појавува на маркерот, поминува низ вештачката тршија и осветлува еден од престолите. И сега тука има една реконструкција дека веројатно тука седел племенскиот старешина или некој што бил битен. И веќе на јужната страна има индиции и некои остатоци од градби, пронајдени се и питоси за чување на жито, значи веќе на јужната страна постоел и организиран живот. Од Кокино потекнуваат голем број на археолошки предмети, главно станува збор за утилитарна кунска керамика, но имаме и некои поексклузивни, има еден фрагмент со брановини линии и сонце и затоа и со право Кокино некогаш се нарекува тврдина на сонцето. Iza nas je tvrđava sunca, Kokino. Ispred nas je Skoplje. Dobrodošlicu u Skoplje nam je poželeo Laze Tripkov, savjetnik za kulturu ovog grada i profesor dizajna i vizuelne komunikacije. O glavnom trgu i ostalim znamenitostima Skoplja Tripkov kaže: Моментално се наоѓаме на градскиот плоштад, кој што е централното јадро на градот. Голем дел од ова централно јадро е претежно изградено во време на модернистичката визија на Јуруковски, градоначалникот на модерно Скопје, таткото на модерно Скопје, кај што е направен тој првиот урбанистички план и се смета дека доста е значаен. Она на кое што јас сакам да се фокусирам малку повеќе е моментот на различен микс, односно слоевитост која што самиот град ја поседува, а тоа е различни цивилизацијски текови, односно процеси кои што влијаеле на градот да се обликува онака како што е во моменталната состојба. Па го имаме Калето кое што е позади нас, кој што е била таа втора цивилизацијска точка, како беден поставен како тврдина во различни слоеви. Да речеме во тој прв прстен живееле секогаш благородниците, па понатака трговците, занаечиите и така натака. И музеот на современа уметност, кој што почна да се гради 64-та година како прв музеј на современата уметност во бивша Југославија. Скопје не е само град кој што е во однос на тоа како го перцепирате. Скопје е град кој што дише секогаш по-скопски и кој што наметнува одредена динамика на живење која што е специфична за себе. Можеш да не го сакаш Скопје, меѓутоа не може да не го обожуваш и да не сакаш да учествуваш во него. Заради тоа што сите здружено заедно сме успеале како еден коктел од различни култури и цивилизации, па еден коктел на архитектонски позиции да направиме сепак еден град кој што е космополитски во својата смисла на живење. Тука е куќата на мајка Тереза, која што била, и тоа е таму во тој дел, и практички ова било култно место и избиралиште на таа боемска некоја група на луѓе, а во однос на спомениците можеби би ги издвоило ние кои што демонстрираат некаков недостаток на идентитетска вредност која што е пополнува она што недостигало, за да се забележи некаков континуитет. Него ние бележиме само, знаете, циклични процеси кои што почнуваат, завршуваат и после тоа почнува нов процес и тој завршува. И во таа низа некако мислам дека овие ја дообликуваат целата слика. Nakon gradskog trga posjetili smo muzej grada Skoplja. Viktorija Grozdanova-Kocevski je kustos, savjetnik za 19. vek i istoričar umetnosti. Viktorija nam je predstavila ovu ustanovu kulture i detalje stalne postavke muzeja. Најкарактеристично нешто за оваа зграда е тоа што е ова стара железничка станица, значи, и музеот е адаптиран во овие простори во 1970-та.
и тогаш после земјотресот е сместен музеот на град Скопје, односно музејските предмети кои припаѓале на музеот на град Скопје. Во денешно време музеот располага е комплексен, значи имаме музејски предмети кои припаѓаат на областа од археологијата, историјата на уметност, историјата, архитектурата и етнологијата. Моментално во музеот може да се види постојаната поставка, односно предметите, музејските предмети кои ги прикажуваат хронолошкиот развој на Скопје, поточно од праисторијата, од неолитот, како што е например богинката мајка, еден од најзначајните експонати. Потоа се движиме кон железниот период, античкиот период и после доаѓаме до средниот век, каде што може да видите од средновековната уметност. Имаме копии на фрески, имаме оригинални икони подоцна, од средниот век, 15-16 век, оружјето, макети и понатака одиме кон 19 век, односно развојот на Скопје во 19 век. Имаме повеќе значајни експонати од етнологијата, повеќе од иконографијата и како што одиме, како што се движиме накај 20 век и почетокот на 20 век, имаме ношне значајен експонат, првиот лифт во Скопје кој бил користен и подоцна саатот кој се наоѓа позади мене во моментот. Иначе е обележен на старата железничка станица и од 1938 е датиран и го имаме оригиналниот саат од старата железничка станица. И потоа завршуваме со социјализмот и современата уметност. Ги имаме значајните дела, например, на денес најзначајната концептуална уметница Марина Абрамович и на нашите мајстори Личеновски и Мартиновски. Vino ovog dela Zapadnog Balkana je vrhunskog kvaliteta. U to smo se i mi uverili. Ispred vinarije Kamnik o proizvodnji vina i istorijatu vinarije govore Natalija Kuzmanovska, ekspert menadžer, i Jane Nedanovski, vinski vodič. Vinarija koja trenutno ima kapacitet negde oko 300.000 litara. Vinarija proizvodi, trenutno imamo u stvari oko 30 etiketa. Tako za prvi put smo napravili ove godine i Vranac, nova etiketa, Vranac Singular. Vino na koje se jako ponosimo i verujemo da će postići jako dobre rezultate na tržištu. Vino koje nas zaista uzdiglo među svetskim vinarijama nakon dobijanja nagrade na Dekanteru, na jedno od najprestižnijih svetskih takmičenja. Nagrada koja je bila Grand Trofej, vino za najbolje u centralno-istočnoj Evropi. Pa sve je sa pristupom prema gostima, znači preček na samog ulaza vinariji, onda ih prečekamo pa malo provodimo kroz vinarije, ispričamo priče o našoj istoriji. Imamo tu puno vina i puno, kako da kažem, i znanja. I nagrade, naravno. Treba možda nas neki veliki zid da stavimo te etikete. Pa onda idemo malo da se provodimo u podrum gde pričamo za te specifičnosti samog hrasta koji donosi na samog vina u odnos karakteristike i kompleksnosti. Pa malo openjušća i onda dolazimo tu u ovoj prelepoj degustacioni sobi, pa onda krenimo degustacija vina. Uz priča gde počinjemo uvek na laganija, pa onda prema snažnija vina, od bela prema roze, prema crvene i tako dalje. U ovoj prostoriji radimo i ručkovi večere po nekim Michelin standardima gde je jako važno da se napravi taj spoj hrane i vina. Tako da radimo na tome, gledamo performanse vina, kakva hrana. Jako je bitno šef koji kuva da isto tako poznaje vino. Jer jedan sos može zaista da, ako ima više kiselina, da promeni ukus vina. Jako interesantna stvar i mi kao vinarija i kao neko koji ima i svoj restoran Hunter's Lodge ovde dole na nekih 300 metara, puno posvetujemo pažnju tome. Jako nam je važno, tako da jako su bitne i čaše u kojima se pije.
Јако сам поносна на српско тржиште. Пуно ми срце кад идем у Србија, кад видим колико луѓе воле Камник и колико поштуваме све оно што радимо. Луѓе познају Камник, воле Камник, така да често сме у Београду, јако сме задоволни. Србија е нама едно од најбитних тржишта где и највише продаемо вина као винарија Камник. На листу су први. Gde je vino, tu je i dobra hrana. Kafana Debar Malo nalazi se u Skoplju. O restoranu, hrani i kafanskoj kulturi zanimljivu priču nam je ispričao vlasnik Zlatko Vasovski. Кафаната се вика Дебар Мало по населбата каде што е стационирана кафаната. Значи населбата се вика Дебар Мало и по тоа име кафаната е крстена Кафана Дебар Мало. Значи во овој ресторан работат 50 луѓе. Значи работата е поделена по сегменти. Овде највише долазе наши гости, али како што иде лето, туризам у Скопје е многу пораснало е последних 10 година, значи. Негде од прилика 30-40% су странски туристи из Балкана, значи од Балкан и од европските земји. Дури има и од Колумбија, од Бразил, од Америка доаѓаат, али највише се посетени нашиве кафани, посебно оваа кафана, од Бугарија, Турција, Хрватска, Србија, Германија, Холандија, Шведска. И кафанска култура код нас на нашиве гости, домицилниве што се, ние балканците сме такви, седнуваме и цел ден седиме. За разлика од странските гости, доаѓаат на брзина пола саат, јадат и одат. Ние сме многу поише меракливи на кафана, на муавет, на веселба. Пред се, македонската храна се разликува од други поднебја. Тука се е домашно произведено, етно, значи по села, по планини, значи врв е на квалитетот. Нема хемија, нема додатоци, значи се е природно се става и се прави. Прасе е број 1. Прасе. Исто имамо врна вина, што мислим да на северу не е толку квалитетно. Наше македонско вино е врв. И ракија е исто екстра. Дали е поднебе добро за тоа да се произведи, претпоставувам да е тоа. Имамо многу винарија. Došlo je vreme da se večera, a najbolja hrana je baš u kafani Debar Malo. Konobar Igor iz menija je izdvojio sledeće. Sad, idemo kao prvo, normalno što je ovdje makedonska salata. I normalno ne priznaš da svugdje ovdje kod nas je šopska. Tradicionalna koja ide najbolje uz rakiju, verujte. Znači ajvar, domaći ajvar, sve je naše oko med, znači domaće proizvodstvo. Pinđur, ovo vam je znači topljeni sir. Ovo je sa nekoliko vrsta sira koji mešamo onda i stavljamo u furnu. Sad ovaj sir ne može da nađete u marketu. Ovo je specijalitet ove kuće. Svi uzimaju, dobro ide i sa vinom i sa pivom. Ovo su tikvice. Znači na prženi ulju, znači ono je kao predjelo, ok. Pošto smo poznati mi Makedonci, mi kaže tavče na gravče. Jel' tako? Znači ovo su specijaliteti sa jagnješćem, odnosno unutrašnji delovi. Prvo ide, na prvom mjestu je torop sarma, jagnjeća, posle ide krezlje, ovo su jatke i na kraju kukurek. Pa ovo je samo početak predjela. Glavno jelo stiže malo kasnije. Hvala vam. Stomaci su nam puni, a mi smo dobrano umorni, pa smo odlučili da prespavamo u Skoplju. Sutra nas očekuje Ohrid.
Svanuo je novi dan i mi nastavljamo našu avanturu. Stigli smo u Ohrid. Na obali Ohridskog jezera dočekala nas je Iva Nikolska, licencirani turistički vodič. Вие се наоѓате на брегот на Охридското езеро, на едно толку специфично место во кое што се вкрстиле цивилизациите на Западот и Балканот. Толку специфично, толку автентично и посебно, што е едно од само 43 места кои што се впишани на листата на УНЕСКО како светско природно и културно наследство. Најпрвин да резервираат обавезно неколку денови од својот живот за да го посветат на ова место, кое што сум сигурна дека и годините понатака ќе го посетуваат заради тоа што локалитетот магепсува. Не е ни чудо што Охрид како најпрвин како живеалиште, а потоа и како град, бележи континуиран развој кој што е над 7 милениуми. Таквото цивилизацијско наследство кое што ние го имаме милениумско, оставило траги духовни, кои што се чувствуваат, вибрации кои што посетителите кои доаѓаат во овој град, наречете го Лихнидос, наречете го Охрид, тоа е градот кој што му припаѓа на светот, се чувствуваат поврзани со тоа наследство, односно припаѓаат на дел на тоа светско наследство. Кога ќе дојдат во овој град, она што неизбежно мора да го посетат е токму ова езеро, кое што е едно од најстарите езера во светот, најдлабок природен базен, едно ендемично живеалиште на голем број на риби, секако манастирскиот комплекс Свети Наум, прекрасниот шлак на тортата кој што се наоѓа на две ковер списанија на National Geographic, а тоа е Свети Јован Канео, и според легендата Охрид бележи повеќе од 365 цркви, значи не само неколку дена, туку ќе ви треба цела година за да можете да ги посетите сите наши црквички, помали, поголеми, средновековни, волшебната Света Богородица Перивлепта, каде што имате ренесансно сликарство и уште многу други локалитети. Јас најмногу сакам да го пренесувам своето знаење, пред се и својата љубов кон сите гости кои што доаѓаат во Охрид, и така нашата приказна Охридска станува заедничка. И тоа ние како туристички водичи, меѓутоа и како жители, кога ќе ја пренесиме приказната за Охрид, кога ќе го пренесиме вкусот на Охрид, вкусот на локалната кујна, овој убав воздух кој што го дишите, овој поглед кон врвот на планината Галичица Магаро, кој што и во јуни знае да биде бел, а вие можете да се капите истовремено. Тоа се доживување кои што лично јас ги обожавам кога ја гледам на смевката кај нашите туристи, така да добре дојдени сте во Охрид. Priča o Ohridu ne bi bila potpuna bez ohridskih bisera. Mihajlo Filev, majstor za izradu bisera, otvorio nam je vrata svoje radnje i predstavio proces izrade bisera. Sve je krenulo u 1917. godina, u vreme Oktомврske revolucije. U to vreme mog pradeda Nikola ima jednu kafanu, zvala se Velika Srbija. I u ta kafani dolazi jedan ruski emigrant koji je pobegao iz Oktомврske revolucije. Ali taj interesantan čovjek Jovan Subanović niko nije znao da dolazi iz Bajkalsko jezero, koje je isto po flora i fauna kao i Ohridsko jezero. Pa kad je video da u Ohridsko jezero živi isti takav vid na ribu, a to je jedna mala riba koja zove se plašica, i od tada počinje sve. Čovjek je rekao eureka. Zašto? Zbog to što
Tajna receptura u ohridskom biseru nalazi se u kožni epitel, odnosno krljušti ribe plašice. Ovaj patent tajni tehnološki je predao mog pradeda i počinje tradicija da se radi kao na Bajkalu. Već 700 godina ova traje tajna, da se prenosi i na Ohridu i da počnemo i mi tu da tradiciju za ohridske bisere. Sve to ide sa jedan nožić, ručno. Kad je krljušt pripremljena, onda ide u jedan sud ovako. Kada je prva prirodna materija ili emulzija gotova, onda idemo, dragi gledalci, na druga prirodna materija, a to je školjka. Znači svaki biser dolazi iz školjke, ali samo na Ohridu se radi ovako posebno ova tehnologija. I onda finalni proces je premazivanje. Onda spajamo emulzija sa sedefastu površinu, odnosno srcevinu školjke. I četka je prirodno porekla, to je dlaka, kamila, konjski rep, berverica. Natopimo emulziju i poslije to lako nanosimo na spoljnoj površini. Sušenje traje oko 45 minuta. I tako sa 5 ovako modela radimo skoro 6 do 7 sati u danu. Drugačije boje dobili smo sasvim slučajno. U jednu fazu, kad se dobije emulzija, krljušti rade jedna koloritna paleta, gdje pigmentacija je bogatija. Ali to nekad moj deda je bacao, mislio da je to neka greška, da biser mora da bude beli. Pa mi smo napravili još jednu inovaciju, pošto svaka generacija ima svoja inovacija, mi, odnosno ja i moj otac, smo to uradili da dobijemo, da probamo da pokušamo i boje. I tako da uspješno smo dobili siva i ružičasta boja. I normalno, i ohridski biser spada u svih originalnih bisera na svijetu, na drugo mjesto u nomenklaturi i je isto osnova kalcijum karbonat i organska materija koja mora da čuvamo od parfeme i razne hemijske razlagače. Znači, prvo stavljamo bisere, odnosno prvo parfeme, a onda bisere, da to malo ima malo vremena između te, pošto imamo hemijske reakcije, a naravno mi dajemo i sertifikat koji je mnogo bitan za naše mušterije, da su bezbedne, sa kod, sa svi propozicije koje piše i održavanje, ali garancija jedinstveno za ovaj biser je neograničena. Dok postoji majstor emulzije, mi uvek možemo da popravimo. I zato garancija je neograničena, ali mora da čuvamo od hemijske razlagači. Na kraju još jedne avanture koju smo nazvali Razglednice sa Zapadnog Balkana, pozivamo vas da posetite Kumanovo, Skoplje i Ohrid i upoznate se sa istorijom, tradicijom, kulturom i gastronomijom ovog regiona. Uskoro vam šaljemo još jednu razglednicu sa neke druge destinacije Zapadnog Balkana.